Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. На самиот почеток на грејната сезона се уште не е обезбедена печка за затоплување и котли за нафта за новата спортска сала во населбата Оризари. Од локалната самоуправа рекоа биле неинформирани за состојбата, но дополнително ќе дадат одговор што ќе се преземе за да може објектот да се користи и во зимскиот период. По повеќе години најави и исчекување, Оризари ја доби ветената спортска сала во дворот на училиштето Крсте Петков Мисирков, но 8 месеци по незиното предавање во употреба, таа се уште ги нема сите услови за нормално користење. Системот за затоплување не може да се стави во нормална функција, затоа што не е обезбедена печка за загревање, ниту пак котли во кои би се сместиле потребните количини нафта. Со тоа во прашање се доведува нормалното изведување на предвидената настава за учениците, но и дали граѓаните или спортските здруженија би можеле рекреативно да го користат објектот како што се најавуваше. Дилемата беше јавно поставена како советничко прашање на последната седница на Советот на општина Кочани, дали се планираат активности за адекватно затоплување во салата, затоа што сегашните услови не го овозможувале тоа. Правено испитување на постоечката печка во училиштето и утврдено дека истата нема капацитет да ја покрие спортската сала. Па во врска со ова родителите прашуваат дали општина Кочани во најбрз можен рок ќе може да им обезбеди печка, се со цел нивните деца да можат да ја користат затоплена салата за време на нивната настава, односно за време на часовите по физичко. Од општинската администрација, очигледно затекнати со прашањето, не можеа да дадат конкретен одговор за состојбата, па беше речено дека дополнително ќе одговорат. Ќе се потрудам да разбереме и во писмена форма да ви одговориме каква е состојбата, што се планира за не сакам да шпекулирам, заради тоа во писмена форма ќе ви одговориме дополнително. Иако одговорот од локалната администрација може да почека или да биде испратен дополнително, прашањето со затоплувањето на салата останува отворено и нема да се реши на тој начин. Неодговорена е и дилемата зошто во периодот кога се градел објектот не било планирано како истиот ќе се затоплува, за да може во сумата да се вкалкулираат и трошоците за набавка на печка и котли за нафта. До сега временските услови беа погодни за користење на салата без затоплување, но во наредните месеци тоа нема да биде така ако не се обезбеди начин за непречено користење на системот за парно грејење. Пристигнаа вакцините против сезонски грип во Центарот за јавно здравје Кучани. Годинава се набавени 2300 за Кучани и другите општини што ги покрива Центарот. Од четврток, 27 октомври, ќе бидат достапни до граѓаните и сите заинтересирани може да се вакцинираат. Потребно е да се заштитат хронично болните лица, апелираат од Центарот. Од четврток, 27 октомври, стартува редовната имунизација од грип. Вакцините во Центарот за јавно здравје Кочани пристигнаа денеска и годинава се 2300 на број за целиот регион што го покрива Кочанскиот центар за јавно здравје. За Кочани се планирани 800 вакцини, а помалку за останатите помали општини, вели Димитар Димитров, новиот директор на Центарот за јавно здравје Кочани. Доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, вели дека сите граѓани кои спаѓаат во ризичната група или се хронично болни или оние со кардиоваскуларни болести и сите луѓе кои што во текот на денот остваруваат контакт со голем број луѓе, да се вакцинираат и со тоа да се заштитат од грипот, кој што пак најчесто во најголем број се појавува пред и после Нова година. Цената на вакцината и годинава останува иста, 400 денари, и не е потребно претходно запишување или пријавување во Центарот, истакнува доктор Карамфилова. Советот на општина Виница со мнозинска поддршка го усвои ребалансот, со кој основниот буџет се намалува за 7 милиони денари. Одржана 44-та редовна седница на Советот на општина Виница. Со усвојувањето на кварталниот извештај за првите 9 месеци од годината, Советот на општина Виница со мнозинска поддршка го усвои и ребалансот, со кој основниот буџет се намалува за 7 милиони денари. Вкупните приходи на буџетот на општина Виница за третиот квартал од 2016 се остварени со 67,44% од вкупно планираните, а вкупните расходи се остварени со 64,28%.
Во кварталниот извештај вкупните обврски на општината се 42.545.128 денари, а преку милион денари се и обврските за неисплатениот неколку месечен надомест кон советниците. Заради зголемениот интерес за сместување деца во детската градинка Гоце Делчев, покрај извештајот и програмата за работа, побара согласност за формирање на нова група за сместување на деца од 1,5 до 2 години, како и согласност за формирање групи со поголем број деца од дозволениот. Инаку во градинките во моментов престојуваат 419 деца, а во насока на проширување на капацитетите е и последната инвестиција на оваа институција со средства од сопствениот буџет. Советниците едногласно ги поддржаа барањата. По барање на фирмата Меларет Дойл, Советот донесе предлог одлука за покренување постапка за изготвување на урбанистички план во населено место, или поточно во местото викано Панек, на регионалниот пат Виница-Берово, кој ќе биде наменет за лесна и незагадувачка индустрија. Овој урбанистички план треба да опфати површина од 5500 метри квадратни, од кои 2400 ќе бидат наменети за градежни парцели. Советот на денешната седница ги утврди местата за истакнување на изборни плакати. Улицата Илинденска над зидот под памучниот склад, на истата улица под регионалниот пат и улицата Ванчопраќе над зидот под киносалата. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево реализира активности за изградба на нови и санација на оштетените улици во населените места. Средствата се обезбедени од Агенцијата за рурален развој и од општинскиот буџет. Општина Чешиново Облешево започна градежни активности во селото Теранци за изградба на 2 улици. Во тек е поставувањето бетонски рабници и тампонска подлога на улиците Кемал Билалов и Богатин Вучков. Според планот, коловозите потоа ќе бидат поплочени со бекатон плочки со дебелина од 8 см. Фирма изведувач на активностите е Промонтинг од Скопје, а според проектот предвидено е тие да бидат со широчина од 3,5 метри. Средствата за изградба се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и од буџетот на општина Чешиново Облешево. Вкупната вредност за реализација на овој проект изнесува над 6.340.000 денари. Како дел од програмата на локалната самоуправа за изградба и одржување на локалните патишта и улици во 2016 година, започнати се активности за реконструкција на локалните патишта на територијата на општина Чешиново Облешево. Со крпање на ударните дупки е започнато во селото Уларци, а се најавува дека ќе бидат опфатени и останатите населени места од општината, пред се онаму каде што е најнеопходна нивна санација за нормално одвивање на сообраќајот. Од страна на општината набавени се 50 тони асфалт за крпање на ударните дупки, а фирма изведувач на работите е Техноинженеринг од Радовиш. Управата за јавни приходи започнува со спроведување едукативни програми за граѓаните за поднесување даночна пријава за остварени приходи од закуп на движен и недвижен имот. Обуките ќе се реализираат во сите општини во државата до крајот на идниот месец. Управата за јавни приходи ги информира граѓаните дека во периодот од 25 октомври до 28 ноември отпочнува со реализација на едукативни програми наменети за граѓаните. Темата на предавањата е пријавување и одоночување на приходи остварени од издавање под закуп и подзакуп на движен и недвижен имот. Со обуките, што ќе се спроведуваат во период од 1 месец, предвидени се вкупно 46 работни средби со граѓаните од 36 општини во државата. Првите работни обуки ќе се реализираат во општините Куманово, Градско и Богданци, а на почетокот од ноември и во Кочани и Виница. Од Управата за јавни приходи ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да се пријават и да ги посетат обуките. На еднодневното советување, посетителите ќе имаат можност да се стекнат со знаење и практични примери за начинот на кој што се врши пријавување и одоночување на остварените приходи и даночните поволности. Обуките се спроведуваат во рамки на планот за управување со усогласеност на Управата за јавни приходи, а со кој се таргетира издавањето под закуп на движен и недвижен имот. Целта на обуките е да се зголеми свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски. Голем број активности организира библиотеката Искра за одбележување на месецот на книгата. Годинешното одбележување ќе биде во знакот на саемот на книгата, промоција на книги и поетски средби со родноукрајни автори.
Месецот на книгата 2016 што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември. Годинава во Кочани ќе биде одбележан со доста активности. Носител на активностите е јавната општинска установа библиотека Искра и за одбележувањето и годинава подготви богата програма во која ќе има содржини за сите возрасти и љубители на книгата и пишаниот збор. Одбележувањето започна со одржувањето на општинскиот надпревар на млади библиотекари, што се одржа во просториите на библиотеката и на кој учествуваа 14 надпреверувачи од 5 основни училишта од Кочани. По повод месецот на книгата, една од најзначајните активности на библиотеката Искра ќе биде одржувањето на сајмот на книгата, кој што годинава е планиран да се одржи од 7 до 12 ноември и на кој со своји најнови издавачки дела ќе се представат десетина издавачки куќи од Македонија. Книгите на овогодишниот сајм во Кочанската библиотека ќе бидат понудени со сајмски попуст, кој што го очекуваат љубителите на книгата за купување четиво што го сакаат. Во рамките на месецот на книгата, Кочанската библиотека Искра планира и 2 промоции на најнови книги на македонски автори, кои што ќе бидат промовирани пред читателската публика во текот на месец ноември. Литературниот клуб Копнеш пак, што работи во состав на библиотеката, од понеделник стартува со традиционалните поетски читања во основните и средните училишта, како и во градинките во општина Кочани и општините од регионот. Се очекува да настапат роднокрајни автори кои оставиле белег со своето творештво во роднокрајната и македонската литература. Ансамблот за староградски песни Серенада од Виница одржува концерт во Домот на културата Илинден во општина Илинден. Посетителите ќе имаат можност да слушнат староградски песни од сите краеви на Македонија. Во Домот на културата Илинден во општина Илинден вечерва во 19 часот се одржува концерт на ансамблот за староградски песни Серенада од Виница. Ансамблот Серенада, кој што цели 8 години функционира во склоп на Домот на културата Тоша Арсов, е составен од академски музичари и музичари аматери. Нивниот репертоар се состои од староградски песни од сите краеви на Македонија, со посебен акцент на виничкото староградско наследство. Концертот е дел од долгогодишната соработка на општините Виница и Илинден, како и меѓу домовите за култура во двете општини. Во текот на вечерта, во галеријата во Домот на културата Илинден, посетителите ќе имаат можност да ги видат и карикатурите што беа представени за време на меѓународниот фестивал за хумор и сатира и Виница Веритас, што се одржа на почетокот на овој месец. Следува информацијата од спортот. Победа постигнаа кошаркарите на Баскет Дино на пријателски надпревар што се одигра во Свети Николе. Според најавите, првенството во третата кошаркарска лига треба да започне овој викенд, а екипата од Кочани ќе гостува во Прилеп. Во рамки на подготовките пред стартот на новото првенство во третата и во младинските кошаркарски лиги, екипата на Баскет Дино одигра пријателски надпревар со Овчеполе. На гостувањето во Свети Николе, нашите кошаркари беа подобри и се вратија со победа, при што мечот го добија со резултат 76-64. Во текот на целиот надпревар, тие играле поофанзивно и успеале да спречат неколку контранапади на домакините, со што ги оневозможиле во обидот да направат резултатски пресврат. Сите играчи на кои тренерот Сашо Лазаров им ја дал довербата да настапат на надпреварот биле расположени за постигнување погодоци, па на крајот заслужено ја славеле победата. Инаку, според информациите од клубот, надминати се недоразбирањата во Кошаркарската федерација на Македонија околу одредени технички и организацијски прашања, па договорен е и почетокот на првенството во третата кошаркарска лига. Првото коло треба да се одигра предстојниот викенд, а според распоредот Баскет Дино ќе гостува во Прилеп на екипата на Марфи. Инаку во лигата ќе се надпреваруваат вкупно 8 екипи, а ќе се игра по двокружен систем. Иако од Кошаркарската федерација на Македонија беа побарани измени, односно покачување на надоместокот, сепак пред почетокот на првенството ќе нема промени во износот на котизацијата за учество во третата лига, односно таа ќе остане како и досега, со врска секоја екипа да уплати по 11.000 денари. Лиценцата за играч пак, наместо побараните 1200, ќе остане на минатогодишната сума од 200 денари.
Почитувани толку во вестите на Канал 8, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.